Благите измени на Discovery 5 се оправдуваат со долговечниот дизајн направен да биде отпорен на времето. Во прв план е ставена електрониката преку која се добиваат многу поени. Воведени се нови 6-цилиндерски линиски мотори впарени со благо хибридно засилување и дотерани со програмите за употреба на возилото. По се судејќи, звезда на освежувањето на Discovery 5 е PV Pro конективниот систем, преку кого многу нешта се поедноставени во користењето на сите услуги што се овозможени. Дури и времето на реагирањето на командите е скратено, па брзината на услугата е секавична поради дополнително вградената батерија, која го убрзува вчитувањето на инсталираните податоци. Во комбинација со 12,3-инчниот интерактивен дисплеј се добива 3D мапирање на инструментите во висока дефиниција. Комфорот на патниците е обезбеден преку јонизирање на кабината, преку која се врши филтрација на воздухот за да ги сопре PM2 частичките. Новост се линиските 6-цилиндерски мотори, еден бензински исто како и дизелашот со иста зафатнина и две различни моќности. За дознаката 5360 се крие 3-литрениот шестак кој испорачува 360 коњи во тандем со умерениот 48 волтен хибрид. Тој има 500 Нм во опсег од 1750 до 5000 вртежи во минута, што е многу важно на теренот. Истиот хибриден систем е два пати ангажиран кај дизелите. Првиот има 249, а посилниот рамно 300 коњи и произведуваат уште повисок вртежен момент. Тие имаат лесна алуминиумска конструкција и ја заменуваат претходната генерација дизели SD4 и SDV6. Интелигентниот спој на 48-волтниот благ хибрид и моторите на внатрешно согорување даваат комбинација што ги задоволува строгите еколошки регулативи. Единствен мотор што не е впарен со хибридниот погон е 4-цилиндерскиот дволитрен турбобензински PS300. Вака силните изведби се проследени со традиционално просторната кабина подготвена да прими 7 патници во модерен амбиент. Теренското педигре на Land Rover е подобрено скромно, но значајно за оние кои го користат на теренот. За 2 степени се подобрени влезните и излезните агли, па проодноста е на уште поголемо ниво. Ревидираните модуси на возење се адаптирани за одговор на секаков вид на подлоги и на оние најтешките. Стандардното воздушно подпирање овозможува одлично ниво на комфор во сите окружувања во соодейство со технологијата на адаптибилни амортизери, која го надгледува однесувањето на каросеријата до 500 пати во секунда, реагирајќи на секоја команда на возачот со цел врвна контрола и рамномерно однесување во секој сценарио. Со технологијата Terrain Response 2, обновениот Discovery автоматски се приспособува на моменталните услови, па дури и длабока вода. Во Македонија пристигањето на Discovery предвидено е во февруари следната година со цени во распон од 75 до 130.000 евра.